наша проценка е дека еден од главните фактори зашто се откажа или се пролонгира, како да кажам, самиот процес на и то не е целиот попис пролонгиран, само делот на резидентното население е пролонгиран, додека овој другиот ќе трае, сега уште 5 месеци е додадено плюс време. Значи, наше гледиште беше дека еден од главните фактори беше затоа што ќе имаше силен бойкот од резидентното население и они фактички ќе доживееја колапс. И во таква една ситуација ние бевме единствената партија која што јасно и недвосмислено ги повика граѓаните за да не отвараат врата. И теравме теренска кампања, значи таа кампања веќе траеше 20 на дена. Сега кампањата е во мирување, да. Сега практично со ова ни даваат 5 месеци да работиме на рушење на законот кој што нели е во ефект, кој што треба да почне во септември. Значи еве ја вака ќе кажам. Значи, ако ја тука еве ја носам, значи ова е европска регулатива за пописи на Европскиот парламент и на Европскиот совет и значи, према таа регулатива, вие, ако од овој закон, кој што сега е на сила, не изфрлите попис на диаспора, не изфрлите попишување со МБГ, не изфрлите трето лице да дава податоци за некој друг, не изфрлите дури лични податоци да дава. Значи, што збориме работи кои се чувство како нели етничка припадност, ако не дефинирате документи, тука во нашиот закон пишува соодветни документи, треба да пишува лична карта, пасош и слично, и на крај ако попишувате луѓе кои што и не се државјани, значи ние ги имаме Груби и Бектеши, кој што излегува и двајцата рекоа, например Бектеши рече дека чак и децата на одредени наши државјани што живеат во странство дека ќе имаат право да се попишуваат иако уште нема добиено државјанство. Иако од една страна излегува премиерот тврди дека не е така, од ДЗ се излегуваат и тврдат дека наводно системот ќе ги исфрлил тие што се без државјанства, додека имате членови на владата кои што тврдат. И сега кој е во право? Методологијата ќе биде предмет на разговор, јас колку што знам. Прифатено е. Да се надеваме. Со овие работи, вие нема да имате попис во септември. Значи, ние ќе реактивираме нашата кампања еден месец пред пописот.